Валентина Грамусли ја освои наградата за најдобра женска епизодна улога на овогодинешното издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Уникатната представа на Милош Софренович утре вечер во Интимен театар. Објавени првите музички имиња на овогодинешното издание на Сигет фестивалот. На 49-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински од Прилеп, наградата за женска епизодна улога ја доби битолската актерка Валентина Грамусли за улогата во представата Хеда Габлер на Битолски театар. Со оваа представа од Хенрик Ибсен во режија на Звездана Ангеловска беше и отворен фестивалот. Годинешното издание на фестивалот донесе 12 представи во официјална конкуренција за награди и уште 8 во придружна програма. Чувството кога дознав дека сум добитник на наградата беше навистина изненадување за мене, бидејќи да бидам искрена, воопшто не очекував да ја добијам наградата, но во секој случај многу се израдував и секако секоја награда предизвикува пријатни чувства кај било кој. Овој лик е доста комплексен и многу бараше од мене вложување и работа. Знаејќи дека Ибсен пишува многу тешки текстови, во смисла за неговите дела секогаш се говори дека се мрачни, бидејќи тој пишува за општествени, критички се осврнува кон општеството, кон моралните принципи и норми на ликовите и многу интересно и детално се има занимавано со женските ликови во овој текст во Хеда Габлер. Јас ја толкував Теја Елфстед, која што е несреќно омажена за надзорникот Елфстед, моментално заљубена во Левборг, кој што за неј се представува едно бегство од тој мрачен и едноличен живот на кој што е осудена и интересна е играта во тоа што таа пратејќи нејзината светлост, нејзиниот Левборг доаѓа во семејството Тесманови, кои што биле нејзино друштво порано, а сега повторно влегува во тој круг на луѓе, каде што наивната и невина Теја Елфстед влегува во играта која што се води во тоа друштво. Прекрасен осврт направивме токму кон тој лик. Колку се мотивирачки овие награди за еден актер? Наградите можам да кажам дека лично за мене не се некој посебен мотив, дека не се тие моторот кој што ме води во мојата кариера. Моторот е мојата љубов кон театарот и она што јас кога се наоѓам на сцената уживам. По секој случај наградите се добре дојдени. Моментално ова награда за мене представува еден белег на овој мој период, актерски период, на една моја зрелост, да кажам. Значи, моите поранешни награди кои што беа во период кога јас бев почетник, кога бев млада, како млад актер, како тука бројувам екрановата награда за млад актер на ниво на Македонија, потоа бројувам и Златната маска која што ја добив за Медеја и тие го обележуваат еден мој период тогашен кога јас бев помлада, со друга енергија, со младешка енергија и сега да кажам дека ова е потврда за мене на овој период за кој што сметам дека една зрелост го бележи овој период. Меѓутоа мора ние да констатираме, тоа го знаат и нашите гледачи кои што се чести гости во театарот, дека таа младешка енергија ти се уште ја имаш и се уште знаеш да ја вметнеш во секој твој нов лик. Последната представа во која што битолчани има можност да те видат беше нели Отело на славенечкиот режисер Диего Дебреа. Каква беше соработката со него? Можам да кажам дека соработката беше феноменална. Јас сум многу благодарна на управата што еден таков човек донесоа тука лично за едно мое освежување во процесот на работа и од друга страна за младите колеги, дојде човек од кој што многу можеа да научат и едноставно човек кој што ги прекрши и ги турна во многу интересни околности, во многу интересни испровоцирани
сцени и така натаму. Во процесот на работа имаше феноменални сцени, имаше стварно навистина нешто што не може да се опише и што е супер за искуство за младите колеги, а за мене едно освежување, затоа што јас за среќа сум имала период кога се вработи во театарот, имаше многу добар долг период кога доаѓаа стварно големи имиња и режисери со кои што навистина беше феноменално да се работи како актер, да созреваш заедно со нив и да искусиш многу во однос на провокации, во однос на ликови остварување и работа на ликот. Диего е навистина многу интересен човек. Од друга страна, јас ликот кој што го имав Емилија, која што е исто така една многу стабилна жена, во смисла е свесна на сето она што се случува околу неа и е свесна на односот маж-жена. Ние напоменавме малку во разговорот, меѓутоа ајде уште еднаш, што значи за еден актер, особено за битолски театар, бидејќи тука во последно време, секако и периодов, меѓутоа и годините наназад, битолски театар соработува со странски режисери и воопшто со странски театарски работници. Што значува тоа за еден актер од Битола? Па тоа означува искуство. И тоа е многу добро за еден актер да соработува со режисери кои што доаѓаат од надвор, чисто заради тоа што се запознаваме со принципот и начинот на работа на актерите и режисерите надвор од границите на Македонија и тоа е одлично за еден актер како искуство, без оглед на тоа што јас сум имала и претходно искуство, секоја нова средба со режисер кој што е од надвор и мислам представува стварно едно ново феноменално искуство. Животот мој е театарот. Останатите награди отидоа кај представата Вечната куќа од Јордан Плевнеш во режија на Дејан Пројковски на Македонскиот народен театар ја освои наградата за најдобра представа. Истата ги доби наградите и за најдобра режија и најдобар текст. Актерот Тони Михајловски ја доби наградата за најдобра машка, а Искра Ветерова за најдобра женска улога. Наградата за најдобра млада актерка ја доби Дарија Ризова за улогата во истата представа, а Вечната куќа е наградена и за сценографијата на Валентин Светозарев, за костимографијата на Благој Мицевски, за музиката на Горан Трајковски и за кореографијата и сценските движења на Сташа Зубовач. Наградата за машка епизодна улога ја освои Андон Јовановски за улогата во представата Швејк во Втората светска војна на Прилепски театар. Наградата за млад актер ја доби Атанас Атанасовски за улогата во Хамлет во Пикантен сос на театар комедија. Наградата за современа сценска драматизација ја доби Викторија Рангелова за представата 1984 на Струмичкиот театар. Наградите за животно дело годинава отидоа кај тројца актери и тоа Снежана Стамевска од Драмски театар од Скопје и актерите на Турски театар Мустафа Јашар и Салаетин Билал. Ексклузивната изведба на представата Wilhelm, The Anatomy of Will на реномираниот танџер и кореограф Милош Софреновиќ ќе се одржи утре, 21 јуни, сабота, од 20 часот во Интимен театар во Битола. Настанот е во рамки на летниот фестивал на современ танц и театар, кој започна на 15 јуни, а ќе трае до недела, 22. Ова врста фестивала е реткост и јако битно, затоа што у свету доминирају и постои монопол велики фестивала кои невезано своите. Ова врста на фестивали е реткост, затоа што знаеме доминираат големите фестивали, но овие иницијативи го менуваат правецот на движење на новите тенденции во театарот и воопшто уметноста. Со оваа иницијатива на Софија Ристевска, уметноста се качува на следното повисоко ниво. Оваа сабота на завршетокот на самиот фестивал ќе имат можност, значи битолската публика, да ја види вашата представа. Кажете не малку повеќе околу истата, знам дека нашите гледачи едва чекаат да чуат малку повеќе информации. Представа е 4. јуна представена во Загребу, у продукција Загреб. Представата имаше премиера во Загреб и на покана на Софија. Прифатив следната премиера да е токму ова. Се надевам и толчани ќе уживаат. Премиерата на Wilhelm, The Anatomy of Will беше на 4. јуни на Dance Week во Загреб, Хрватска, а Македонија е втора земја во која ќе се игра. Софреновиќ, кој се школувал на Тринити Лебан, конзерваториумот во Лондон, изминативе денови во Интимен театар, одржи и работилница односот помеѓу невербалниот и вербалниот сценски израз во театарот, која беше одлично посетена.
Оваа година островот на Слободата ќе се одржи една недела подоцна од вообичаеното. Кароли Герендај, основачот и главниот организатор на Сигет фестивал, изјави: "Се чини дека го направивме вистинскиот потек што го поместивме датумот на случувањата, сега имаме можност во програмата да вклучиме и многу поголеми имиња во споредба со минатата година, едноставно затоа што тоа е периодот кога се поголеми шансите тие да бидат на турнеја во Европа." Сигет и оваа година повторно беше во тесниот избор на 10 најдобри големи фестивали во Европа. Како и секогаш, така и оваа година во програмата ќе бидат вклучени најразлични музички жанрови, а ќе бидат застапени и големи и помали, но сепак одлични музички изведувачи. Првите потврдени имиња оваа година се Queens of the Stone Age, легендарниот рок бенд од Palm Desert, Калифорнија. Келвин Харис е една од најголемите музички имиња на електронската сцена денес. Пласебо уживаат во постојан раст на нивната популарност во светот, токму поради уникатниот спој на одлична музика и одличен лајв перформанс. Американскиот алтернативен рок бенд Imagine Dragons стануваат се поуспешни на музичката сцена, не само што имаат свој уникатен звук, туку и креираат свој собствен свет на романтична атмосфера. Бастиле од Лондон се едни од најпознатите алтернативни рок бендови денес. Бендот започна како соло проект на пејачот и автор Ден Смит. Стромае, белгискиот кант-автор со харизматичен карактер, создава музика споена електроника, хип-хоп, евроденс и традиционални африкански звуци. Британскиот инди бенд Clahons на публиката и презентира нешто на вистина посебно и уникатно. Laid Back Look е вистинскиот иноватор во денс музиката, кој оваа година ќе енергизира и денс публиката на Сигет фестивалот. Уште еден возбудлив елемент на програмата на Сигет е алтернативниот звук на Starlight Girls. Ова интересна група од Бруклин црпи инспирација од најдоброто во музиката од сите декади на минатиот век и од иднината.